Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Македонија го обедини целиот свет. Оваа конференција беше специфична по својата разноликост. Бевме сведоци на богатство од религии, култури и традиции. Со интерактивниот приод, конференцијата ни помогна да развиеме позитивен став кон другите, подобро да ги разбереме, да имаме позитивен став кон плурализмот и толеранцијата. Истакнува митрополитот на Сириската православна црква во Индија, Киријакос Теофилос. Соборот во Охрид ни помогна да ги надминеме нашите предрасуди и незнаењето кои се нашите најголеми непријатели, кои не спречуваат да ги прифатиме разликите и да ги разбереме другите. Во денешниот свет се потребни разбирање и отвореност кон туѓото. Нештата што не обединуваат се поголеми од оние што не делат, нагласува митрополитот Теофилос за Македонското радио, Радио Скопје. The interreligious dialogue here, it has a vital importance in the history of Macedonia as well as now. Меѓурелигискиот диалог е од клучна важност за Македонија и во минатото и во сегашноста. Модерниот свет стана глобално село во однос на науката и технологијата, а во исто време постојат многу различни култури и религии. Во овој контекст, секоја религија е израз на искуството на крајната вистина – Бог. Погрешен е ставот дека она што имам и она што мислам е реалноста. Овој став создава тензии, па дури и конфликти. Меѓурелигискиот диалог кој го предводат македонската влада и УНЕСКО е можност да се запознаат светските религии и луѓето од различни нации и култури, можност да седнат заедно и да ги разменат искуствата, со што би се создала клима во која ќе видиме што ни е заедничко. Кога гледате виножито, гледате различни бои кои ја одразуваат истата суштина. Така различните религии го изразуваат божественото искуство во различен културен, етнички и национален контекст. Нештата што не обединуваат се побројни отколку оние што не делат. Во денешниот свет е потребно вакво разбирање, односно верност и посветеност кон сопствената вера и традиција, а истовремено отвореност кон туѓото. Оваа конференција беше одлична можност за ова. Сум учествувал на многу конференции и диалози, но никогаш не сум сретнал олкава разноликост. Македонија го обедини целиот свет. Прекрасно е да се биде сведок на богатството на другите религии, култури и традиции. Јас доаѓам од Индија и таму се живее со микс од култури, така што знам колку е важно да се има позитивен став кон плурализмот и толеранцијата кон другите. Оваа конференција ни помогна да ги разбереме и подобро другите и да ги водиме диалозите со представници од сите религии и култури. Општо земено, диалогот се води на интелектуално ниво, но треба да биде воден и на поопшто ниво. Учесниците на оваа конференција се од различни религии. Тука се и некои политичари, организации, значи постои голема разноликост. Она за што дискутиравме овде и она што го постигнавме, ќе им биде пренесено на меѓународните агенции, но и на нивото на кое ние сме вклучени. Ние дискутираме тет-а-тет, медиумите снимаат и целиот свет гледа што се случува овде. Гледа како сите седиме, јадеме, зборуваме, сите заедно. Чест проблем се нашите предрасуди и незнаење. Токму тоа е непријателот кој не спречува да ги разбереме културата и религијата на другиот. Оваа интеракција, која помогна да се развие многу позитивен став кон другите и која светот ја гледа, е порака од Македонија до целиот свет. Како што веќе реков, Македонија испрати порака до сите во светот, бидејќи во неа сите религии и култури живеат мирно и ги зачувале основните права.
Сите што сме присутни на конференцијата, длабоко сме убедени дека оваа земја е пример за мирен соживот меѓу различните религии и националности. Пример кој треба да го следи целиот свет. Токму тоа е нашата порака до светот. Морам да кажам дека Македонија овој пат ја засакав уште повеќе. Сега веќе не чувствувам дека сум овдека странец, иако ми е ова прва посета, дури и пред да дојдам во Македонија. Македонија е земјата на Александар Македонски, но пред се, како индиец, имам посебно чувство и поврзаност со оваа земја, зашто имаме заедничка мајка, мајка Тереза. Таа е родена во Скопје, а живееше во Индија, така што создаде мост меѓу Македонија и Индија. Таа прекрасна жена ја доближи Македонија до срцата на индиците. Ова е првата причина што ја сакам Македонија толку многу. Пораката која таа ја пренесуваше како пионер за диалог, жив диалог, како амбасадор на обединетоста, мирот и љубовта. Првиот впечаток е дека македонците го продолжуваат тој диалог по истиот канал. Второ, географијата е прекрасна. Луѓето се преубави, темпераментни, отворени. Уживам во таа отвореност и гостопримство, затоа многумина велат дека се чувствуваат како дома овде. Се надевам дека Бог ќе ве заштити и вас, и црквата, и лидерството на митрополитот Стефан. Добар пријател ми е амбасадорот Ѓоко во Германија, кој ми кажа многу работи за луѓето и за црквата во Македонија. Сега и јас лично ги искусувам љубовта, верата и старата традиција, како и разноликоста. Како што веќе споменав, вие сте пример за мирен соживот меѓу различните религии и култури. Бог да ги благослови и да ги чува луѓето во Македонија, како и владата на Македонија. Се запознав со вашиот премиер и тој ми кажа дека сте религиозен народ. Таа религиозност може да придонесе многу за ова општество. Бог да ја благослови оваа преубава земја, а јас ќе ја понесам со себе сета љубов и гостопримство во Индија. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Луѓето кои дојдоа на конференцијата, професори и црковни лидери, одовде од Охрид ја понесоа енергијата на миротворство, на Божја благодет која ќе ги стимулира и ќе ги иницира и натаму да говорат за мирот, за толеранцијата, за добрите меѓучовечки и меѓурелигиски односи, вели за Македонското радио Радио Скопје професорот на Богословскиот факултет во Скопје Ратомир Гроздановски. Таа енергија ќе се шири од тука, од Охрид ќе се пренесува на други места во други земји. Тоа е најголемиот бенефит од оваа средба. Во таа смисла сакам да речам дека мојот збор или зборот на другите за миротворството ќе даде резултати на некое друго место и можеби некој ќе го чуе, ќе влијае врз него и тој ќе почне да размислува и да зборува за миротворството. Добриот соживот, мирот и благосостојбата не се нешто што ќе ги поставите еднаш и тоа ќе трае вечно. Затоа, нагласува професор Гроздановски, се потребни вакви конференции преку кои постојано ќе се потсетуваме и ќе ги негуваме овие духовни вредности. Македонија е земја со повеќе народи, повеќе вери. Тоа било од секогаш, не е сега, не е ново. Ние не се учиме да бидеме заедно со другите кои не се како нас, кои не се именуваат како народ исто, кои не зборуваат со исти јазик, кои не веруваат исто. Тоа го знаели нашите дедовци, прадедовци, мајки, баби, соработувале со другите, живееле добро. Но добро е од време на време да се подсетуваме, да говориме за тоа, да ги посочуваме добрите примери и тоа е секогаш потребно. Миротворството или добриот соживот со луѓето и живењето во мир, во благосостојба, во разбирање со луѓето, не е нешто што еднаш се поставува и тоа вечно трае. Тоа е нешто што е живот, а животот треба да се храни. За да живееме, ние се храниме. Како што треба и вода да пиеме, како што треба и храна да примаме, така треба и ова духовна храна да си ја повторуваме, да ја обновуваме,
да ја негуваме и да ја растеме, да се проширува. Миротворството е создавање мир каде што го нема, а не само одржување на мирот. Тоа е исто активност, ама поголема активност или евангелска порака е Христос, Господ, кога во Евангелието говори за миротворците, тој вели блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји, а тоа значи им дава задача на луѓето да творат мир. Не да бидат мирни, туку да бидат миротворци, да работат. Творењето е работа, дејство. Тој ги повикува на подвиг, на движење кон доброто, кон Бога. Тие да работат на создавање мир и кај што го нема. Ние сме и добар пример за соживот. Добар пример за меѓуверско разбирање. И овде-онде по некој проблем што се случува понекогаш, дали по слабост на луѓето од локалното место, дали по влијание на политика или на урбаност или на не знам што, тоа се слабости кои се надминуваат кај нас, но ние вистински меѓурелигијски проблем немаме во Македонија. И ниту сме имале од таков карактер до сега. Помина времето кога се сметаше дека религијата не е никаков фактор, дури е непотребна. Напротив, денес во овој интензивен свет, во ова интензивно живење, верата е значаен фактор за многу успеси. Ќе речете, што зборува професорот, заре можно, но јас тврдам дека дури и за развој на економијата важна е верата. Затоа што еден спокоен човек, еден добар верник, кој ќе работи честно во економијата, ќе биде одличен домаќин и ќе има домаќинска економија. Верата создава амбиент на поле за работа, создава плодотворна можност да се направат добри плодови. Истото ако сакате и во науката, и во политиката, и во сите, и дури во овие индустријски и компјутерски, и електронски напредувања и така натаму. Таму дури луѓето кои работат со тие механики, електроники, многу брзо се истрошуваат и брзо стигнуваат до крајот на техниката и велат, сега ми треба нешто друго. Значи, веднаш се огледуваат дека човекот има потреба од нешто надвор од техниката и механиката. Нешто духовно, нешто надвредно од овие вредности. И кога ќе го согледаат тоа, кога ќе се вратат на тоа рамниште, почнуваат потоа да бидат многу поплодотворни, поспокојни, посигурни, нивните успеси се двојно, тројно поголеми. И тоа и сега со конференцијеве значеше афирмација на она што ние како вредност го носиме тука и го имаме. Значи и навистина представување на Македонија во добро светло, но и значи и да се спомне и за нас по нешто вредно од таква духовна вредност. Охрид е целиот духовна вредност. Македонија е целата духовна вредност. Ние со овие примери за кои говоревме за добар верски соживот сме навистина пример на една духовна вредност, на едно богатство кое човек треба да си го земи, да си го понесе, да го покаже, да каже дека има таму некаде една мала земја со многу народи, со многу вери, одлично живеат, добро се разбираат, знаат и да седнат и да пијат и да јадат и да се шегуваат и да се скараат, ама со усул, што вели народот, со мерка, пак да се помират и да заработат заедно и да живеат заедно. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Мислам дека ова е фантастичен настан за Македонија, но и за учесниците. Ова покажува дека Македонија е посветена многу на религиската разноликост, толеранцијата, почитта и разбирањето. Тоа го гледаат и надворешниот свет и самите македонци. Истакнува за македонското радио Скопје истакнатиот американски продуцент Джейсон Мико, кој го продуцираше познатиот документарец Името е име, 48-минутна едноставна филмска сторија, која раскажува за историјата на Македонија, за македонскиот народ, за името и за идентитетот. Конференцијата, додава Мико, обедини различни религии, култури и групи, кои можеа да ги разменат меѓусебните ставови за време на седниците, паузите за ручек, поедок или кафе, со единствена цел да го разберат другиот. I think it has a real potential to contribute
to that dialogue and to the understanding. What matters is not only the events that go on here. Мислам дека конференцијата може да придонесе многу кон тој диалог и разбирање. Важни се ваквите случувања, но и она што ќе се случува по нив, односно односите кои се создаваат меѓу поединците и меѓу групите, црквите, различните религии и култури. Токму во тоа ќе се види вистинското влијание. Мислам дека дискусиите се корисни. Слушнав неколку од нив. Секогаш е добро да се слушнат различни ставови, и од поединци, од различни земји, но и од различни религии и култури. Исто така особено е корисно тоа што луѓето, покрај презентациите, имаат и писмени документи кои секогаш содржат повеќе информации. Јас ја сакам Македонија и ги сакам македонците. Ова е мојот втор дом и сакам таа да успее. Често слушам како македонците велат дека ќе преживеат, но јас не сакам Македонија само да преживува. Сакам да успее, зашто може да успее. Таа е на вистинската патека. Таа е земја кандидат за НАТО, спроведува економски и други реформи потребни за Европската Унија. Македонија еден ден ќе влезе во НАТО и во Европската Унија. Мојата порака до македонците е да ги продолжат реформите и да работат напорно, да продолжат да соработуваат со пријателите и соседите, зашто така ќе успеат. Јас сум продуцент на филмот "Името е име", документарец за Македонија и за македонскиот народ од 48 минути. Режисер е Сигурјан Ајнерсон од Исланд. Пред 2,5 години Сигурјан дојде овде, во Македонија, со Мортен Харкет, пејачка на норвешката рок група Аха. Тие зборуваа со премиерот Груевски и со други за прашањето за името. Како рок звезда, Мортен беше мощно вознемирен поради оваа неправда. Ние продолживме да контактираме. Кога бев во мај во Осло на промоцијата на новиот албум на Мортен, "Писмо од Егип", зборував со Сигурјан, кој е по професија режисер, и тој ми предложи да направиме филм на таа тема. Го направивме филмот со исландски режисер, американски продуцент, британски наратор, а дел од филмската музика е песната "Името е име" на Мортен. Соработуваа Греам Неш, Кирил, Тоше, многу други американски и исландски бендови. Приказната е многу едноставна. Раскажува за Македонија, за македонскиот народ. Поточно, еден скандинавец патува низ Македонија со мотор, разговара со народот, со премиерот, со рибарите од Трпејца, за тоа што за нив значи да се биде македонец. Моќна алатка е да се раскажува историјата на Македонија, за името и за идентитетот на народот. Македонија и Грција се соседи. Границата е веќе дефинирана и нема да се смени. Македонија има право на своето име и идентитет. Сите сакаат да зборуваат за проблемот со името, спорот меѓу Македонија и Грција. Само една земја во светот е во конфликт со Македонија. Тоа е Грција, што е трагично. Но Македонија ги продолжи разговорите со Метју Нимиц. Продолжи да бара подршка од пријателите. 127 земји ја признаа Македонија под уставното име, меѓу кои и мојата земја, Соединетите Американски држави, а тоа кажува многу. Сите велат Македонија и македонци, освен неколку поединци со погрешна представа надвор од Грција. Дури и повеќето грци, особено во појужните делови на Грција, со задоволство велат пријатели, македонци. Мислам дека Македонија треба да продолжи по истата патека, да продолжи да зборува со луѓето, да си го штити правото на името и на идентитетот, кој е содржано во повелбата на Обединетите нации. Продолжете да спорувате и се ќе биде во ред. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година.
На конференцијата доаѓам како представник на Богословскиот православен институт Свети Сергеј во Париз, кој е формиран од руските емигранти по Октомвриската револуција во една католичка земја во која се почитуваат и се негуваат меѓурелигиските и меѓуконфесионалните разлики. Се надевам дека и во Македонија, земја која се наоѓа во срцето на Балканот и од која доаѓаат сите историски и културни движења, постои желба да се работи на прифаќање на разликите во однос на религиозните определби, вели за Македонското радио, Радио Скопје, отец Живко Панев, кој на овој единствен православен факултет во Западна Европа предава канонско право и историја на помесните цркви. Според него, најголема придобивка од Охридската конференција, како што истакнува, е можноста секоја религија да го каже своето видување за човекот, за Бога, за општеството. Она што е важно е пред се, од една страна, секоја религија, секоја конфесија да го каже своето видување на светот, својата визија за човекот, за Бога, за општеството. Од друга страна, пак, уште поважно по мене е надвор од тие конференции, предавања и трибини е и средбата, личната средба помеѓу тие верски лидери. Знаете, секо сознавање, секо вистина, тој е еден личностен акт, преку кога го знаете лицето на нечие, може да знаете кој е и што е. И така да тие средби се многу плодотворни. Секоја религија е еден светоглед кој претендира на апсолутна вистина. Секоја религија, ако прашате свештеникот, представникот на религија, дали вашата религија е апсолутна вистина, ќе ви каже да. Дури кога ќе каже дека таа религија ги прифаќа другите религии, она се позиционира како изнад, како на апсолутна вистина. И тоа е добро, истовремено тоа е, како да кажем, може да биде причина на верски сукоби. Ми се чини дека и што со овој акт, со ово што се случува во Охрид и оно што успеам да го видам оддалеку, значи Македонија се труди да ги прифати принципите на западната демократија, која сепак, колку и да зборуваме, е моментално систем кој овозможува човечките права и слободи да се пројават на најдобар начин. Во таа смисла, кој е основата, да кажам, на таа западна демократија? На западната демократија е родена како производ и како изнаоѓање на решение на верските сукоби. И они имат сватено едно, дека е религиозниот фактор. Религијата не може да биде политички фактор. Не можете вие да постоите на политички ниво чисто и само како религија. Затоа што секоја религија, како што реков, во себе го има таа тенденција да се постои како апсолутна вистина. Но, што тоа значи? Тоа не значи дека религијата е прогонета на Запад. Религијата е ставена на ниво на човечка слобода, лична, интимна слобода, на вероисповест, на слобода на вера и на совест. На Запад вие можете да бидете и христијанин, и католик, и православец, и да ја промените својата вера, и пак да се вратите својата вера. Тоа е ваше лично право. Тоа е ваше човечко право, кој со устав е загарантирано. Тоа лично право не значи дека не е релевантно за политиката. Сакам само да кажем дека тоа не е политички фактор, него тоа е право, уставно право. Значи, со овој акт, со се што работи, што се обидува да направи македонската држава, се труди да го прифати дека и вероисповеста е нешто што е личносно, но тоа проявувањето на таа лично право може да биде и на општествено ниво. Не е забрането ни верски собори, ни верски одржување. И во тој смисол, овој собор покажува дека македонската влада сите ги религии ги става на исто ниво и има возможностите да се пројават, да кажат, ево ние постоиме. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Конференцијата во Охрид има големо значење за афирмација на Македонија во светот. Благодарение на оваа средба многу луѓе ќе дознаат дека на Балканот постои една земја која има позитивно искуство во соработката и со животот меѓу различните религии и националности, вели за Македонското радио, Радио Скопје, директорот на католичката хуманитарна организација Каритас Македонија, монсенјор Антун Циримотич. Токму ова искуство што го има може да посведочи дека на едно место може да се живее заедно во мир и во слога.
Во денешно време, според монсенјор Циримотич, религијата има големо значење во негувањето на меѓучовечките односи и затоа е важно да се одржуваат вакви конференции од кои учесниците ќе ги пренесат своите впечатоци од Македонија во земјите од каде што доаѓаат. Има многу луѓе што не слушнале за Македонија. Илјадници, милиони луѓе прв пат може би сега благодарение на ова конференција ќе дознаат за Македонија, дека постои една таква земја која се нарекува Македонија. Мене ми е мило што луѓето станува све повеќе свесни дека религијата има навистина големо значење за секој човек како личност, за неговото животно определување, за негови односи и кон Господа и кон луѓето, што е за многу луѓе многу значајно и важно. И централен проблем на наше време е изгубена совест, а се појасно станува дека со опаѓање на влијанието на религијата опаѓа и совеста кај луѓето. А ако се губи чувство за одговорност, за тоа што е добро, што не е добро, тогаш тоа се одразува на сите полиња на животот и секој од учесниците треба да се обиде колку што може тоа да го пренесе во своето секојдневие, а голема улога имаат средства за јавна информација и радио и телевизија и токму тие би требале сега да ја продолжат таа мисија, таа порака од конференцијата, да ја пренесат на базата кај луѓето, да се создава позитивна клима, позитивно расположение кај луѓето, зашто многу е важно секој да разбере пред секој човек и пред цело човештво се поставува една дилема. Или во диалог и соработка, меѓусобна соработка, ќе ја градиме поубава иднина, или во каги, во сотивставување, во сукоби, ќе ги упропастиме својата иднина и сегашноста. И таа свест треба да се реализира кај луѓето, секој да разбере во интерес мој, на моето семејство, на народот, на сите е во мир и слога и соработка да ги решаваме тие нормални животни проблеми што се наметнуваат, а не во суков, спротивставување, во кавги и, не дај Боже, во војни судири. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Конференцијата ги собра на едно место представниците на сите религии. На заедничка маса седнаа да разговараат, да ги разменат, но и да ги спротивстават своите мислења и на крајот сепак да најдат заеднички јазик за сите спорни прашања, оценува професор Тодор Чепреганов за Македонското радио Скопје. Голема е символиката на тоа што оваа средба се одржа во Охрид, град кој во светот е познат по своите цркви и споменици, по Свети Климентовиот универзитет. Охрид, вели тој, е символ на толеранција и диалог кои постоеле низ историјата и оваа конференција е од големо значење за Македонија како земја во која живеат представници на различни конфесии и националности. Секоја држава на свој начин ги гради односите со религиите. Познато е дека Македонија се вели дека е мултиконфесионална и мултикултурна држава, меѓутоа треба да се има во предвид дека сите држави се и мултиконфесионални и мултикултурни, меѓутоа, данас ни се случува тоа што ни се случува и сакам да кажам дека е многу тешко да живеете и да ги нивелирате односите во едно општество каде што имате повеќе религии, каде што имате повеќе националности или етнички заедници. Од тој аспект треба да се истакне дека постои можност и се случувало низ историјата да дојде до инструментализирање на религијата во државни цели. Например, кога религијата била априорен легитиматор на современата власт или кога верската заедница не била одвоена од религијата, теологијата од идеологијата, односно верата од дневната политика, религијата и незините институции лесно можат да се претворат во меч, губејќи ја автентичната содржина на мост меѓу народите кои што живеат и кои што се верници во одредена држава. Во либералниот модел на мултикултурализмот
и мултиконфесионализмот, постојат три клучни елементи во однос на прашањето на религијата. Прво, мора да постојат јасни и црвсти уставни граници за индивидуална слобода на верата. Второ, црквата или било која друга верска заедница и државата мораат да бидат одвоени. И трето, мора да постои еднаквост во третманот на религиозните групи и осигурување на услови за религиозно практицирање. Посебен пример е Македонија, затоа што овде ги имаме сите религии кои што исламот, католицизмот, православието, се и други помали религиозни групи кои што сите на свој начин настојуваат да обстојуваат на овие простори. Меѓутоа, во македонскиот пример покажува дека тоа е можно, дека од секогаш на овие простори се живеело така, постоела меѓусебна доверба, постоела меѓусебна толеранција и дека тоа наследство треба овие генерации да го продолжат на најдобар начин како што се прави со овие конференции, каде што треба да се покаже дека ова е простор каде што религијата секогаш се почитувала меѓу сите оние народи кои што живееле на оваа територија. Постојано треба да се трага кон она да се меѓусебно дискутира, да се прифаќаат различностите, не да се фаворизира некоја посебност. Меѓусебниот диалог представува иднина на она што значи толеранцијата во современиот свет. Се додека постои можност за диалог, мислам дека нема никаков проблем да живееме заедно во овие мултикултурни, мултиконфесионални општества, затоа што само диалогот е излез од сите ситуации. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Сите говорат за толеранција, но јас мислам дека толеранцијата е само почеток. Толеранцијата значи да го трпиме оној другиот. Затоа повеќе би требало да се говори за почитувањето, зашто некои учесници говореа. Всушност тоа би требало да биде почеток, истакнува за Македонското радио, Радио Скопје, рабинот на еврејската општина во Загреб Лучијано Моше Прелевич. Самото почитување, вели тој, треба да се дојде преку разбирање и преку запознавање на оној другиот. И тогаш можеш да го цениш оној другиот, ако навистина ги познаваш неговите ставови и неговиот живот. Пред свега хотел би речи да ми е чест што присуствувам овој конференцiji. Пред се, сакам да кажам дека ми е чест што присуствувам на оваа конференција. Посебно ми е чест што сум повторно во Македонија, бидејќи точно пред 30 години бев токму во ова подрачје и бев во Кичево и во Скопје, бев во тогашната војска. Така што е интересно сега да се биде повторно тука, но во сосема друга функција. Сушност, како една верска и духовна личност, мене ми е мило што овие конференции постојат. Ја оценувам како многу добра, бидејќи се зборува за мирот, се бара диалог. Бидејќи сметам дека во оваа цела светска глобализација, која денес доаѓа, луѓето погрешно очекуваа дека секуларизацијата на светот и глобализацијата ќе доведат до мир. Сушност, доаѓа само до нови судири и не води кон мир. Сметам дека единствено религијата, иако на прв поглед изгледа дека религиите ги делат луѓето, тоа зависи од тоа кој и како ја толкува религијата, е токму таа која може да ги обедини луѓето и да донесе мир. Секогаш е убаво да се дискутира, иако понекогаш имам впечаток дека повеќе станува збор за монолог отколку за диалог, иако имаше многу плодни говори на луѓе. Помалку сум разочаран од една страна. Не можам да кажам разочаран, бидејќи оваа конференција е голем успех, но очекував и предложив во иднина да се направат повеќе интеракции и повеќе некакви работилници, воркшопови, всушност да се представат религиите една на друга. Бидејќи сега да кажеме дека говориме за некоја друга религија, кога говориме за неа, ние говориме она што мислиме.
дека таа религија представува. Но всушност, ние треба да чуеме што мислат тие. Всушност, самите себе да си се презентираат. Бидејќи да кажеме, видов неколку луѓе тука за кои морав да прашам, чујте, извинете, но на која религија припаѓате? Едноставно и покрај своето познавање на европските религии, според самата облека, тешко беше да се заклучи. Така што јас мислам дека на тој дел во иднина би требало да се посвети поголемо внимание. Да се дојде баш конкретно до повеќе разговори и повеќе до тие контакти и можности. Добро, јас сум тука и со мене допатува Ефендија Хасановиќ од муслиманската заедница во Хрватска. Инаку, ние имаме многу добар однос, па и придонесовме во разговорите и уште повеќе ги приближуваме нашите ставови. Сметам дека ние би требало да организираме нешто на наше ниво, тук, на просторите на Балканот или во Југоисточна Европа, како што сакате да го наречете тоа, бидејќи сметам дека ние имаме одредени специфичности кои можеби овие светски религии и ги немаат. Бидејќи посебно во овој наш последен судир кој се случи на овие подрачја, фала му на Бога, Македонија беше изземена од тоа, религијата имаше доста влијание во сето тоа, или всушност религијата беше злоупотребена и воведена во тој судир и често разните страни ги користеа верските символи на непропишан начин. Така што всушност сметам дека треба да се најдеме и на врвот на одделните религии и да ги усогласиме тие ставови, да ја прочистиме ситуацијата, бидејќи без разговори едноставно нема напредок. При тоа треба да се биде навистина искрен во сето тоа. Религијата всушност не треба да ги разделува луѓето, туку да ги соединува. Бидејќи сите сме создадени по слика и прилика на Бога, така барем учат сите религии, што значи дека таа некаква слика и прилика на Бог или некаков мал дел на Бог е всушност во секој од нас, каде што ние потекнуваме од еден извор. Во еврејството, во Талмудот, се поставува прашањето зошто Бог го создал само Адам. Можел да го создаде целото човештво. Можел веднаш да ја создаде и Ева со него. Но го создал Адам, за да учиме дека ако убиеш еден човек, како да си губил целото човештво. И оттаму ја имаме од Шиндлеровата листа онаа позната изјава: кој ќе спаси еден човек, како да го спасил целото човештво. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Кон диалог без страв отворено повика одговорницата на Охридската конференција првиот човек на исламската заедница во Република Хрватска Азис Хасановиќ, нагласувајќи дека диалогот е успешен само ако се испочитува правдата, а по неа се појавува меѓусебната доверба. По довербата пак според него се покажуваат мирот со животот, кој е насушна потреба на целата земјина топка и стабилноста. Вистински се надевам, вели Хасановиќ, дека оваа конференција и сите конференции слични на ваквите кои се одржуваат низ целиот свет ќе дадат надеж за подобро утре. Сретан сам и задоволjan да сам и на првој конференција био. Среќен сум и задоволен што бев и на првата конференција и ги доживувам Охрид и оваа конференција како едни од расадниците на љубовта, мирот, толеранцијата и соживотот. Соживотот е насушна потреба на целата земјина топка, особено на нас тука, на овие простори. Верата Ислам, која јас ја живеам, во која сум роден, ме учи и бара од мене да живеам според незините барања, а тие се да се сака, да се љуби, да се почитува, да се уважува, да се искажува секој облик на почитување од најмалото дете до најголемиот, без оглед на која вера и припаѓал и како ја искажувал. Но не сум среќен, зашто мојот дедо во Втората светска војна загина затоа што беше муслиман. Не сум среќен што во геноцидот над Сребреница мојот татко загина само затоа што беше муслиман.
Не сум среќен што морам на 11. јули да погребам 800 мои сребреничани само затоа што се муслимани, бидејќи над нив се изврши геноцид. Значи, се затајуваше. Затајувавме сите ние. Кога велам ние, тогаш говорам за свештенството, за имамите, за сите видови свештенства, рабинати и така натаму во воспитувањето на луѓето. Јас вистински се надевам дека оваа конференција и сите конференции слични на ваквите, кои се одржуваат низ целиот свет и на кои сите ние помалку или повеќе учествуваме, треба да дадат надеж за подобро утре. И јас, еве како сребреничанин, имам потреба да го кажам ова. Можеби ќе го сметате тоа за субјективно, но ќе дозволите. Ако погребете 36 своји браќа и татковци во семејството, ќе дозволите дека тоа е од срце, дека тоа е еден апел, дека тоа е една покана. Браќа и сестри, колеги, пријатели, да се вклучиме, да се ослободиме, да ги разбиеме предрасудите за овој диалог, бидејќи постојат предрасуди. Ние мораме да ја говориме вистината. Какви се тие предрасуди? Во круговите на муслиманите се вели дека станува збор за евангелизација на муслиманите. Јас тоа го слушам. Во круговите на немуслиманите дека станува збор за исламизација и така натаму. Ние мораме да кажеме дека не станува збор ниту за исламизација, ниту станува збор за евангелизација. Станува збор за правилна перцепција на луѓето, онакви какви што се тие. Јас живеам во Загреб, каде што на вистина се проникнува и промовира културата и делува на сите можни нивоа. Јас сум горд на тоа, бидејќи учествувам во тие живи процеси. Не само на збор, туку со животот. Исламскиот центар во Загреб на вистина може да биде горд, бидејќи во него се негува и е расадник на културата на соживотот и толеранцијата. Затоа кон диалог без страф, отворено. А тој е успешен само ако се испочитува правдата. Тој е успешен само ако по правдата се појавува меѓусебната доверба, а по довербата се покажуваат мирот, соживотот и стабилноста. Во таа смисла го поздравувам и го ценам ова што го прават Владата на Република Македонија и УНЕСКО и ќе дадеме на вистина се од себе, ние како заедница, Исламската заедница во Хрватска, да учествуваме на вакви собири, само за да се чуе гласот на мирот, гласот на љубовта, гласот на толеранцијата, гласот на подоброто утре за нашите деца. Јас пожелувам никогаш и никому да не му се повтори Холокаустот. Никогаш и никому да не му се повтори Сребреница. Da se nikada i nikome ne ponovi Srebrenica. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Професорот Тихомир Јовановски, анализирајќи го значењето на конференцијата, акцентот го става врз економскиот аспект. Вели, единствен спас за состојбата на Балканот е подобрување на економијата. Само ако имате добро развиени економски односи, постои можност за надградба на другите полиња, како што се меѓучовечките односи, религијата и политичкиот систем, истакнува Јовановски за Македонското радио, Радио Скопје. Еден од мотивите да се обстани на оваа територија е да се формира една одавно сакана балканска економска заедница. Не зборам за политичка заедница, не зборам за... Јас зборам само за економска и социјална заедница, кај што ќе се најде заеднички јазик, да нема бариери. Економијата не трпи бариери. А тоа значи и религијата не трпи бариери, и културата, и цивилизацијата воопшто не трпи бариери. Целата надградба не трпи бариери.
Od ova konferencija izlegov pobogат, su golem broj saznanja, бе посигурен во однос на оно што го предлага, дека сум во право, и сметам дека овие прашања, меѓуетнички, меѓурелигиски, потикнуваат да се дојде до таква економска база, која ќе создаде услови да тие не може да ги снема, а да бидат минимизирани, сосем малку. Ќе има секој пат, двајца, тројца може да направат беди, да тоа биде меѓуетнички односи, кои што ги третираме. Меѓутоа, меѓуетничките односи се далеко посуптилни, меѓуверските односи се далеко посуптилни и тие треба да се ослободат од национализам. Посебно од за мене така наречен не балкански, меѓукомшиски национализам. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Мојата најдлабока желба е луѓето насекаде да се гледаат меѓу себе како човечки суштества создадени од еден творец, а не врз основа на етничката припадност, националноста, јазикот или според политиката или верската припадност, истакнува председателот за Европа на Црквата на Исус Христос, светци на последните денови, Ерих Вилхорст Копишке, кој во своето излагање на Охридската конференција се задржа на проблемите со кои се соочуваат емигрантите во новите средини. Според него Охрид е најсоодветното место за одржување на конференцијата за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог. Светот во кој живееме е сложен и диверзивен, какви што се и силите за олеснување на промените и трансформацијата на општеството во Европа и во светот. Европа е место на имиграција. Емигрантите со себе ги носат своите навики и обичаи, кои во исто време можат да го збогатат општеството и да представуваат предизвик за земјата домаќин. Оваа обсервација не ја истакнувам како загриженост, зашто, како на христијанин, задача ми е да ги следам библиските заповеди, да го сакаме ближниот. Но некои европејци стравуваат од гетоизацијата на етничките малцинства, што консеквентно создава проблеми на меѓуетнички тензии и насилства, дури и криминал и терористички активности од страна на етничките групи. Мојата најдлабока желба е луѓето насекаде да се гледаат меѓу себе како човечки суштества, создадени од еден творец, а не врз основа на етничката припадност, националноста, јазикот или според политичката или верската припадност. Но што може една мала христијанска црква како мојата да направи да ги потикне толеранцијата, мирот и да им помогне на индивидуите да ја видат посветлата иднина? Некои емигранти ги поминуваат границите на Европа од очај, како жртви на природни катастрофи или поради немање економска перспектива во нивните татковини. Секој емигрант има своја приказка. Секој од нив во другата земја наидува на културен шок, се бори да ги научи новиот јазик и чувствува носталгија. Нашите членови покажуваат сочувствување со оние што се обидуваат да создадат дом во непознатата земја, бидејќи нашата историја е таква. Во почетоците на Мормонската црква, нашите членови беа прогонувани од едно место на друго, додека не најдоа дом во Јута, на Карпестите планини. Нашите конгрегации станаа засолниште за емигрантите од различни земји. Очигледно е дека во Европа и во Соединетите Американски држави се организираа во верски здруженија во поголем број. Во тие конгрегации им стана лесно. Повторно си ги најдоа корените, стекнаа нови пријатели, добија доверба и најдоа нова смисла на животот. Тоа повеќе се однесува на помалите конгрегации каде што верниците меѓусебно лично се познаваат и живеат како семејство. Признаваме дека сме мала заедница во Европа во споредба со другите 5 верски традиции, но сметаме дека ги имаме средствата нешто да промениме не само за нашите верници, туку и за целото општество.
Имаме добра волја да се здружиме со другите за да ги браниме вредностите кои не збогатуваат и кои се достојни за пофалба. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Охридската конференција во голема мера ќе придонесе за афирмацијата на нашава земја во светот, затоа што сега се слуша за неа, за незината култура, за незиното културно и историско минато. Истакнува во својата оценка на конференцијата заменик министерот за култура на Република Македонија Драган Неделковиќ. За Македонското радио Радио Скопје тој истакнува дека Охридскиот собир ќе придонесе Македонија да се покажува како успешен пример на мултиетничка, мултикултурна и мултиконфесионална земја. Нашите очекувања се исполнети. Ја надминавме во некои многу значени сегменти претходната конференција со учество на еминентните верски лидери од 44 држави со голем број на делегации, така да едноставно ова верска конференција у потпуност ги исполните нашите очекувања. Секоја конференција која се организира во Република Македонија, поготово овакви конференции кои се единствени во светот, значи промоција на нашата држава во светот, значи не само на балканските, европските и светските простори. Имавме тука многу новинари, значи новинарите, представници на пишани, електронски медии кои ја презентира нашата држава во светот, не само као значи земја на мултикултурна, мултиетничка и мултирелигијска земја. Религијата и културата – нераскинлива врска меѓу народите. Од медиумски аспект Охридската конференција ја покрива 130 акредитирани новинари од 70 на медиуми. Импозантна бројка на новинари кои информираа за сето она што се случуваше на конференцијата и кои навреме ја пренесуваа информацијата до многу земји во светот. Максимално се трудевме, вели за Македонското радио, Радио Скопје, шефот на медија центарот Весна Поповска, да ги обезбедиме сите услови за работа во центарот, за да можат новинарите професионално да ја завршат својата работа, да информираат, но и да реализираат интервјуа со представници на различни религии и конфесии. И овој пат, вели Поповска, ја потврдивме успешната соработка со Македонската радио телевизија како медиумски покровител на конференцијата. Максимално се трудевме да ги обезбедиме професионалните услови за работа во медија центарот, да го опремиме медија центарот со сите неопходни технички помагала, компјутери, слушалки, симултан и консекутивен превод на официјалните јазици на конференцијата, македонскиот, англискиот, францускиот, рускиот и албанскиот. Навреме да ги доставуваме официјалните обраќања, да им овозможиме на новинарите да ги обавуваат интервјуата со личностите со кои сакаат да се сретнат од различните религии, конфесии. Едноставно да им овозможиме поуспешно да ја завршат оваа работа и да го представат сето богатство на случувањата тука во Охрид до нивните медиуми. Информацијата овој пат мислам дека успеавме да ја пренесеме во многу земји во светот, затоа што според земјите од кои што доаѓаат медиумите, тоа можеме и да го заклучиме. Годинава се акредитира речиси 130 новинари од 70 на медиуми. Се разбира најголемиот број од македонските печатени електронски медиуми, интернет изданијата. 30 медиуми се странските, од кои 15 дојдоа специјално за настанот во Охрид. За нас е тоа голем успех. Ако имаме во предвид дека ни дојде еден Le Monde, еден Le Croix, ако ни дојдоа украинската национална телевизија, бугарската национална телевизија, потоа грузиската национална телевизија, турското радио, турската телевизија, ни дојде колешката од Анкара што го води часот на македонски јазик. Да кажам дека BBC радио програма, Deutsche Welle радио програма, Гласот на Америка радио и телевизија, имавме и 7 новински агенции, Итартас, БТА, Синхуа, Хина, Шпанската новинска агенција ЕФЕ, Франс Прес, француската новинска агенција,
Турската новинска агенција Анадолија, навистина една импозантна бројка и голем број на новинари и се надевам дека убавиот глас за овака големите случувања во Охрид далеку ќе се чуе. Кога се во прашање колегите од Македонското радио, од Македонската телевизија, она техничка помош која ја даваме за сите медиуми, радијата и телевизиите кои доаѓаат однадвор, кои вие го обезбедувате како медиум, секогаш знаеме дека ќе бидат високо професионални и дека задоволството на странските медиуми кои доаѓаат на настанот е исто така задоволително. Религијата и културата. Нераскинлива врска меѓу народите. Специјална емисија на Македонското радио, Радио Скопје, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Мирот е темелот на благосостојбата на човековото постоење. Токму затоа конференциите како оваа во Охрид се конкретен одговор на горливото прашање за вистинските модалитети на екзистирањето на диалогот во време кога нетолерантноста и ксенофобијата се закануваат да го уништат неговото постоење. Оваа куса, но вдахновена анализа на современиот општествен миг, која во суштина би можела да се однесува на целиот период на човековата историја, искажана на почетокот на Охридскиот самит на мирот, толеранцијата и диалогот, е есенцијата, екстрактот и сублиматот на сите излагања на учесниците дојдени од сите страни на светот, тука во Македонија, која со ваквите средби себе си се промовира, а тоа е оценка на многобројните нављудувачи на собирот, во светски, серелигиски и културен центар на човековата солидарност. Во овој дух пак беа и препораките содржани во завршниот документ, декларацијата, усвоена едногласно, во која најпрвен се истакнуваат улогата и важноста на меѓуцивилизацијскиот и меѓурелигискиот диалог во промовирањето на човековите права, особено засилувајќи го правото на слобода на мислата, свеста, религијата и верувањето, и за справување со глобалните предизвици, војните, сиромаштијата, одржливиот економски развој и се што во еден општествен миг може да ја загрози човековата екзистенција. Уверени дека верската нетолеранција представува своевидна бариера за сигурноста и безбедноста на сите луѓе, за слободата на размислување, изразување и слободен пристап до информации, како и за постоењето слободни и плуралистички медиуми, учесниците на Охридскиот, слободно може да се нарече светски духовен самит, ја истакнаа потребата од наоѓање и спроведување нови начини за промоција на религиската толеранција и препознавање на важната улога која медиумите може да ја имаат во овој процес. Тоа, впрочем, останува како своевидна обврска и задача за сите партиципиенти на Охридскиот серелигиски и мултикултурен собир во наредните 3 години, се до новата средба повторно во Охрид во 2013 година. Ова беше четвртиот и последен дел на специјалната емисија на Македонското радио, Радио Скопје, Религијата и културата, нераскинлива врска меѓу народите, посветена на Втората светска конференција за меѓурелигиски и меѓуцивилизацијски диалог, одржана во Охрид од 6 до 9 мај 2010 година. Аудио дизајн Бесим Кека. Синхронизација Искра Чоловиќ. Автори на емисијата Свето Стаменов, Билјана Таневска-Спировска и Лазо Билбиловски.